Секоја империја во својот официјален дискурс велела дека не е како сите други, дека низините околности се посебни, дека има мисија да просветлува, цивилизира, да донесе ред и демократија. Едвард Саид. Добро дојдовте на Беседа, македонската емисија за високи и возвишени теми. Јас сум процесорот. Јас сум свештеникот. Денеска ќе дискутираме за неодамнешниот напад на студентите американски држави врз Венецуела и заробувањето на венецуелскиот председател и неговата сопруга, значи Мадуро и Флорес, неговата сопруга. Јас би сакал да почнеме со една кратка фактографија, да ги представам настаните кои што се случија пред неколку дена, па потоа да го издискутираме овој настан подробно. Значи, на 3 јануари, во околу 2 часот наутро, по локално време во Каракас, Венецуела, американската армија започна акција за напад врз Венецуела и заробување на незиниот председател Николас Мадуро. Во оваа акција беа заробени и Николас Мадуро и неговата сопруга, Силија Флорес. Околу 40 цивили и војници се мртви од страна на Венецуела и 0 војници повредени ниту мртви од американска страна. Николас Мадуро беше заробен од страна на специјалните сили Делта Форс со помош на ЦИА. Тие беа заробени во нивниот дом кој се наоѓа во воена база, а потоа, мислам дека со хеликоптери, Мадуро и сопругата се пренесени на носачот на авиони Иво Джима, а од таму во Њујорк. Пред обвинувањата нели на Трамп и на неговата администрација, Николас Мадуро е главниот осомничен за трговијата со наркотици кон САД и заради тоа Мадуро и сопругата беа спроведени од Американската агенција за борба против наркотици пред судот во Њујорк. Односно треба се појават во понеделник, а сега се во притвор. За време на операцијата беа нападнати противвоздушни одбрани, радари, воени бази, пристаништа во текот на 30 минути. Меѓутоа тоа што јас можам да го забележам е дека очевидно е дека имало длабоки субверзивни активности претходно, договорени бидејќи според тоа што можев да го видам, немаше апсолутно никаков отпор против американската армија, иако потенцијално Венецуела има капацитети да пружи каков таков отпор. Веројатно не да победи, меѓутоа апсолутно никаков отпор да нема, тоа е многу малку веројатно. Мене ми изгледа дека едноставно Николас Мадуро е предаден од своите структури. Реакциите на настанот беа од Русија, од Кина, Куба, Бразил, Колумбија, Иран, имаше голема осуда. Од некои латиноамерикански држави како Аргентина реакциите беа позитивни, поддржана беше оваа интервенција страна Америка. Од европските земји беа генерално поддржани. Тоа што можевме да го прочитаме од Каја Калас и од фон дер Лејен беше на цинична изјава дека се грижеле за меѓународното право, ама дека Мадуро не бил легитимен председател, па така Америка има право да го зароби и да го однесе надвор од државата. И Венецуела прогласи вонредна состојба. Тоа е фактографијата на тоа што се случи пред неколку дена. Мадуро е заробен и ќе се појави пред судот во Њујорк под обвиненија за наркокартел, наркотероризам, увоз на кокаин, поседување оружје и така натаму. Само на кратко да искоментирам дека е еден класичен гол империализам. Значи и Трамп, и Марко Рубио, и Пит Хексет, сите тие нивните изјави беа дека Венецуела им е украла нафтата и сега сакаат да си ја земат. Мислам, ако има нешто по-гол империализам од тоа, значи без дури ни оние класичните изјави за демократија, за слобода, за права, отсутствува во овој случај. И ова беше една ретка ситуација кога се согласувам со статијата на Денко Малески. Значи ова е една ретка ситуација каде што се согласувам со Денко Малески по принципот дека и расипан саат знае да погоди 2 пати во денот колку е саатот. Така и Денко Малески како расипан саат знае да погоди во денот колку е саатот, а тоа е дека едноставно САД како империја како центарот на Западната империја ја нема научена основната лекција, тоа е дека
обезглавувањето на држави кои што не се, ајде да речеме, се против нив, носи само хаос и не носи добри резултати. Тоа е веќе видено и во Либија, веќе видено во Ирак, веќе видено во Сирија и сега видено во Венецуела. Дека САД можат директно да влезат во Венецуела и да ја освојат силежиски со војска, не верувам. Меѓутоа, ако колабира системот на команда, тогаш ќе можат едноставно да се инсталираат своји структури на владење. Трамп отиде со идејата дека подпредседателката која што ја наследува функцијата на председател, односно веде председател ако го снема председателот Мадуро, отиде со идејата дека таа ќе му биде лојална и дека ќе ги слуша неговите команди и тоа желби што и да е, желбите на Америка, меѓутоа таа изјави дека нема намера да се подчини на САД. Сега дали е тоа празна изјава, дали е договорена изјава, ќе видиме. Ете, тоа е од мојот вовед. Свештениче, ти што имаш да искоментираш во врска со целиот настан? Многу добар вовед даде, ги објасни сите работи кои што требаше да се кажат. Она што можам јас да го додадам е дека ова е класичен терористички напад. Америка како единствена суперсила ја демонстрираше својата способност за тероризам, за заплашување на светот, заплашување на Венецуела, заплашување на сите критичари, еден начин да всадиш терор и страф кај целиот свет од твојата сила и од твојата агресија, буквално онака твојата нееволуираност. Класичен, како што кажав, терористички напад кој што го крши суверенитетот на Венецуела, една послаба држава, и крши Женевската конвенција, повеќе женевски конвенции постојат, сите тие ги крши, значи сите тие имаат своји, да речам, повелби. Исто така Обединети нации има своји повелби кои што со овој напад во голем дел се прекршени. Значи ова е илегален напад, илегална активност која што на многу нивоа е криминална и во самиот американски устав е илегална, бидејќи не смеш да направиш напад без Сенатот да ти одобри. Доналд Трамп ниту ги праша Сенатот, ниту се замараше за тоа. Кога излезе на пресконференција кажа дека не ги прашал затоа што тоа било многу глупава работа, бидејќи ако ги прашал тие ќе рекле не. Мислам, тоа е толку дебилно нешто да се изјави. Меѓутоа ние живееме во една држава, во една реалност на кловнови, каде што таква изјава можеш да кажеш без цел свет да те осуди и да ти се изнасме и буквално да превземе некоја активност против тоа, затоа што тоа е изјава на малоумен човек. Меѓутоа како и да е, можеме да видиме дека истите оние кои што се вечни апологети на Западот не ни трепнаа, значи си продолжија со нивната практика на немање рбет и на оправдување на се што ќе направи Америка, без разлика какво е. Допред недела дена ја осудува Русија како е агресор, како ги прекршува нормите, ги прекршува правилата на војување и така натака, дека такво нешто не е дозволиво. И сега гледаме следниот ден кога Америка го прави тоа, како тие веднаш прават една рокада и сега веќе тоа е одличен потек на Америка, одличен потек на уништување на диктатор, колку биле јаки, биле многу способни, успеале да го киднапираат. Така се извршувало специјална воена операција, а не како русиве што војуваат цело време. Значи, овие се аргументи на едно мало дете кое што е прва, втора година средно или не знам, уште помало можеби. Тоа се аргументи кои што на бебе може да му текнат и мене ми е чудо ако некои овие аргументи воопшто може да ги проголта и да ги апсолвира во себе, затоа што се толку ниски, толку глупави, меѓутоа без срам апологетите на Западот си ги папагалираат и ги има насекаде и по телевизија и на социјални мрежи. Луѓето си продолжуваат со својата пропаганда за да ја одбранат, да го одбранат западниот империализам, империализмот на САД, мислејќи дека тоа е нивниот тим и така натака. Меѓутоа ние како што можеме да видиме дека сите активности кои што САД ги превзеле во нивната агресија, овие децении, завршиле со многу големи ужаси врз државите кои што биле нападнати, кои што биле спасени од Америка. Можеме да видиме во
Ирак, кој што беше нападнат бидејќи лажно беше кажано дека имаат оружје за масовно уништување, атомски бомби и така натака, нема ништо такво, тоа беше лага. И над 1 милион луѓе беа убиени во Ирак. Значи тоа не знам дали може да се замисли, тоа е пола Македонија. Само од број милион колку голем број е, и сега замисли толку луѓе, толку живи души. Америка ги уби за нивните империалистички цели. Тоа е нешто што не смее да помине, не смее ни да помислиме дека може да помине такво нешто. Мораме да го осудиме со цела сила сите луѓе, а не да го правдаме и да велиме, па добро, тоа е силата, кој е силен, тој тоа го прави, тоа е разбирливо. Не, тоа не е разбирливо, тоа не смее да постои. Тоа не смее да постои и ти не смееш да дозволиш ни во твојата глава такво нешто да постои. Тоа мора да ти создаде гадење во тебе. И ти треба со целата своја волја да бидеш против такви активности. Како што си против силување, како што си против педофилија, така треба да бидеш и против тероризам и против убивање на луѓе од страна на империи и криминални организации. Истото го видовме во Либија, во Сирија, во Куба, во Чиле и така натака. Мотивите се јасни, не е демократија, не е ништо добро, алтуристично. Единствено добро што можам да кажам Доналд Трамп е дека барем си отворено си ги кажува работите и си кажа јасно и гласно, дури и другите луѓе кои што беа Марко Рубио и другите во неговата администрација пробуваат да кажат па добро, ние демократија, па ова, па она, он си кажува не, ние we are in the oil business, ние ќе земеме нафтата и ќе ја продаваме и така натака. Нафтата е наша уствари. Таа е, они ни ја украдоа. Значи, тоа е доказ, дури Доналд Трамп, како што кажав, сам си го докажува и си го признава тоа, дека Америка се уште ја манифестира нивната Монро докторина, може би дури она Монро докторина 2.0 напредната, и дури тоа неколку пати го има кажано на телевизија дека тие Америка first или Америка на прво место, значи дека ти мора целиот американски континент, целата хемисфера, американска хемисфера да ја контролираш и така натака. Тоа е класична Монро докторина. Меѓутоа, она што сега можам да го кажам пред да завршаме, дека како што Рим бил уништен, како што Британија била уништена, како што Монголија била уништена, така ќе дојде крај на САД и историјата за секогаш ќе го осуди и ќе ги осуди. Така да тие се на спротивната страна, на лошата страна на историјата, додека оние кои што се против агресија, против напад, против тероризам, тие се на добрата страна од историјата и тоа е се што е важно, бидејќи историјата е таа која што ќе не суди на крај. Супер, свештениче. Да, јас исто така сакав да искоментирам околу Монровата доктрина, малку подоцна, че сакав да додам нешто околу ова што го кажа сега. Значи, практично тоа што се случи во Венецуела е заробување на институција. Не е само човекот Николас Мадуро, тука е заробување на председателот, значи врвот, нели, командантот на воените сили. И тоа што го гледаме во мојата пресметка е дека тие си процениле дека ова е најевтината варијанта што треба да ја направат. Значи, со најмалку жртви, со најмалку трошење пари, нормално тие со месеци, нели, претходно правеа окупација на практично на морето, на брегот на Венецуела, не дозволува ниту танкери со нафта, ниту бродови да поминуваат и прикажува видеа како, нели, убиваат таму некои чамци кои што наводно носеле дрога. Тие можеле да носат дрога, меѓутоа дека треба истите да се бомбардираат со војска, не сум сигурен, че си има полиција, си има други органи кои што треба да се занимаваат со тоа. Меѓутоа тие пресметале дека ова е најевтината варијанта. Значи длабоки субверзивни активности во самата Венецуела за не се пржи отпор и заробување на Николас Мадуро. Дури прочитав некаде дека во вистински димензии правиле шема овие специјални единици на кои што вежбале. На таа шема вежбале за да знаат како да дојдат до куќата и дури Николас Мадуро немал време и дури да влезе во безбедната соба во куќата. Веројатно на спиење го фатиле, а може би и во други активности. Навечер во 2 саба или не се знае. И после тоа го покажува онака најсрамно, деме како е во филмот фатен, со очила, со слушалки за не може да слуша што се случува, па после како го носат од ваму до таму. Мислам, тоа е класично едно империалистичко голо однесување, онака безобразно дури. Еквивалент на тоа би било сега Русија да го зароби Зеленски и да го прошета низ Москва на црвениот плоштад. Тоа е такво нешто би било. И
Тоа што јас можам да го видам од цела активност и од претходните геополитички избиднувања во претходниот период, особено во последнава година, е дека, иако изгледа вака добро на прв поглед, како приказ на американската моќ, дека може тоа да го направат, срамота за Русија, специјална војна операција, правиле 4 години и така натаму. Всушност, тоа што можам да го видаме е дека САД и стварно, а не само на хартија, почнала да препознава сфери на влијание помеѓу разните империи во светот и почнала да признава или да увиди веќе изникнување на повеќе поларен геополитички свет. Затоа што, како што гледаме, не знам дали ќе се согласиш со мене, свештениче, ама како што гледаме, Трамп цело време, па и Рубио и така натаму викаат, односно се обидуваат товарот за Украина да го префрлат на Европа, на Европската унија, и да се откачат од Украина, да ја прекинат таа војна, да биде мир. Главниот непријател го вртат спрема Кина, ама дури ни толку ни спрема Кина, дури јас би рекол дека овој удар во Венецуела беше удар спрема Русија, ама поќе беше удар спрема Кина. Затоа што Кина длабоко навлезе со економски и со воени врски и во Венецуела, и во Панама, нели Панамскиот залив е купен пола од Кина и така натаму. И преку асертирање на Монровата доктрина и преку заробување на практично Венецуела и насилно преземање на своја страна, борба против нивниот главен геополитички опонент Кина. Сега, ова ми изгледа како да самите САД гледаат дека повеќе поларниот свет е неминовност и си викаат, добро, во ред, тогаш нашата сфера на влијание е Монровата доктрина пред се, и тука не сега ќе ви покажеме дека тука не дозволуваме никакви чепкања од други држави империи, во ред, ќе ви оставиме Украина таму, може би на крајот ќе го пуштат и Тајван, ќе видиме, не знам. Меѓутоа се делат, како да кажам, сферите на влијание. И товарот за борбата во Украина ја префрлаат на Европска унија. Веќе не даваат оружје со нивни пари, туку им викаат на ЕУ да купуваат оружје од нив, па така да ги даваат. Воената опрема така да ја даваат во Украина. Тоа не значи дека тие апсолутно ќе се тргнати од Тајван и од Украина. Секако би сакале преку нив да ги изморат своите главни опоненти, геополитички. Меѓутоа, мислам дека фокусот им се врти кон Монровата доктрина и кон Америките. Значи, Јужна Америка, Средна Америка и Северна Америка како главни аспекти, и уште една потврда за тоа е нивната обсесија со Гренланд. Значи, Трамп иде и сега сите го критикуваат, што му текна се изгледа тој негов каприц му е за Гренланд. Тие не сваќаат дека всушност не му текнува на него тие работи. Значи, му доаѓаат советници и му кажуваат за геополитичка доминација ни е потребен Гренланд. Види го на карта и ќе видиш, многу е јасно. Значи, ако тргнат јадрени оружја од Русија или од Кина кон САД, дел од тие ќе поминат преку Гренланд. Значи, ако имаат системи за рано предупредување и за одбрана од самите оружја, самите балистички ракети, таму ќе ги стават. Значи, заради тоа им треба Гренланд, покрај другите работи. Значи, не е тоа туку така кажа, не е каприц на Трамп. Ништо што кажа Трамп не е каприц. Тоа е една огромна машинерија која што ги смислува овие работи и сега веќе се претвара во некој гол империализм. Само што Русија и Кина своите нуклеарки ќе ги испалат од другата страна и ги нападнат од Пацификот. Сега, нападот на Венецуела исто така не е каприц на Трамп. Нападот на Венецуела е оној гол империализам кон кој што се врати или почна искрено да го практикува САД. И како што кажа свештеникот, барем не лаже. Барем веќе нема лажење демократи, права и не знам ти што, туку нафтата на Венецуела е наша нафта, ни ја украдоа, едноставно случајно се најде таму, на венецуелско копно, и сега сакаме да си го земеме. Да бидем искрен, аргументот не име. Тој аргументот име е дека Венецуела ги национализираше компаниите и инфраструктурата кои што американските компании ги има во Венецуела. Во ред, меѓутоа и таквиот аргумент е на климави носа. И сега можеме да видиме уште една работа, тоа е дека ако ја заробат Венецуела и ако ја свртат на своја страна, практично Венецуела е едно од најголемите наоѓалишта на нафта во светот и тоа ќе предизвика големи проблеми на Русија, на Саудиска Арабија и на многу други земји кои што произведуваат нафта и гориво. Затоа што ќе можат, едноставно САД нема да зависат од нив, прво, а второ ќе можат да им прават флуктуации на цената на пазарите
и да им го уништуваат државниот приход што го имаат, особено на Русија и на Саудитска Аравија. Од друга страна, Русија мислам дека работи веќе на тоа да се оддели од тоа и постојано им се намалува уделот кој што продажбата на енергенси влегува во буџетот, меѓутоа се уште мислам дека 1/3, мислам дека е огромен процент од нивниот буџет. И ова што го гледаме со Венецуела е практично еден гол приказ на паѓање низ нивоа, цивилизациони нивоа и нивоа на спирална динамика. Значи, додека беше Бајден како председател, Западната империја беше влезена во една зелена фаза на спирална динамика. Тоа беше една постмодернистичка, една релативистичка, морална релативистичка фаза. Меѓутоа, тоа што го гледаме сега и што се остварува преку Трамп е практично регресија во портокалова, во сина, па дури и во црвена фаза на кој е појак тој владе. Меѓутоа, тоа што сакам да го спомнам е дека цивилизирано живење се извидува така што восстановуваме одредени правила на однесување и после ги применуваме, и особено ги применуваме дури кога не ни се допаѓа, дури кога ние сме оној кој што ги трпи негативните последици од таквите правила, заради тоа што со правилата на однесување, кои што се проведувани, кои што се почитувани, предизвикуваме предвидливо и канализирано однесување, а не дивење на нагоните и каприците. Че така градиме цивилизација. Не градиме цивилизација кој е најак, тој ќе владее. Така доаѓаме на ниво на савани, на племиња и на оние војводи практично, кој ќе испадне да е најак во тој регион, тој е газдата и сега мораме да го слушаме сите, инаку ќе не утеп. Че така не се живее цивилизирано, така се живее на многу ниско ниво. Значи, тој кој се залага за цивилизирано живење, преку почитување на правилата, тој не е будала, туку е цивилизиран човек. И цинизмот околу истото, што го спомна свештеникот, од тој аспект е погрешен. Значи, циниците не сваќаат дека со нивниот цинизам практично предизвикуваат сите придобивки на цивилизираното живење да ги изгубат. Значи, лекови, инфраструктура, школи, патишта, мирно живење, немање дивјаштво по улици, групи на луѓе кои што идат со оружје и пукаат на сите и силуваат и убиваат и така натаму, крадат. Тие ги нема сега затоа што живееме цивилизирани, зашто ги почитуваме правилата. Ако навиваат за тоа, па кој е појакиот тој нека биде, пречи ќе ги изгубат овие работи. А не верувам дека самите циници ќе можат да преживеат во таквите ситуации. Мислам дека оние кои што се спремни да преживеат во такви околности, се оние кои што дуваат на јогурт и викаат не ги растурајте правилата на цивилизираното живење. Зашто знаеме што доаѓа. И во тие ситуации, јас сум спремен да успеам во таа ситуација, ама не сакам да биде тоа, зашто знам што е, тоа е апсолутен хаос, непредвидливост, болести, мртви деца, значи тоа е ужаси, онакви комплетни ужаси кои што треба да се избегнат. Веќе стигнавме до одредено ниво на цивилизација каде што таквите ужаси треба да не се повторат, а не да навиваме за нив и цинично да ги коментираме и со нашиот цинизам да ги враќаме практично, да ги воведеме повторно. Апсолутно си во право. Затоа сакав малку подоцна да зборам, меѓутоа еве сега ќе кажам дека целиот тој цинизам што го објасни ти, тоа е еден став на кукавица, кукавички став, кој што не сака да признае дека во светот постојат големи играчи кои што се апсолутно злобни и сакаат само да ги оправдаат нивните активности со некои правила кои што се општо познати во џунглата и на тој начин да си докажат на себе дека го разбираат светот. Меѓутоа тоа е, како што кажав, еден најкукавички начин на размислување и тоа не е нешто гениално што на нив им текнало, леле појакиот го тепа послабиот, мислам, тоа го знаат и децата од забавиште. Браво, како што ти текнало, стварно. Значи, најгениално на светот. Не, тоа го знаеме сите, јасно е дека тоа е правилото на џунглата и ние тука зборуваме дека сме се издигнале над тоа. 2000 години има од раѓањето на Исус Христос, кој што го погазил тоа, кој што бил мек човек, да речеме, во однос на неговата однесување и сепак го освоил светот со својата добрина и со својата вредност. И можеме да видиме дека сите луѓе кои што ние ги сакаме, ги славиме, кои што се светци и така натака, маченици, сите тие биле добри луѓе, сите тие биле принципиелни луѓе, некои од нив биле многу силни, војни и така натака, меѓутоа сите биле принципиелни. Значи не значи дека не треба да бидеш силен,
не значи дека треба да бидеш слаб, но секогаш треба да бидеш принципиелен, да се грижиш за другите, да бидеш пожртвуван, да бидеш морално и етички добар човек. Така се гради цивилизацијата и ако сакаме некоја држава да не биде осудена и да не биде гледана како тиранија, како злобна, на погрешна страна од историјата, тогаш ние треба да ја повикуваме активно да биде морална, да биде етичка, а не да се да ја оправдуваме или да си ги оправдуваме нашиот светоглед со тоа што ќе речеме, па добро, појаки се, тоа е реалност. Не е тоа реалноста. Реалноста е она што ние ќе го направиме да биде реалност. И треба да превземете одговорноста за целиот свет во ваши раце. Не можете многу да направите, меѓутоа она што можете е барем да имате став. Тоа е најмалку што можете да го имате, колку и да е некој човек ве зароби, да живеете во кафез, да живеете во самица, секогаш вашиот дух е ваш, вашиот став е ваш, не може да ви го земе никој на светот. Никој не може духот да ви го земе. Така да, тоа е најмалку што можете да го имате и не треба да се оправдувате себе си и да го оправдувате злото со некои безумни искази и безрбетни искази, буквално. Она што сакав исто така да се навратам на нешто што кажа ти за Венецуела, дека тие биле пред се најпрвен биле приватни компании, приватни компании американски кои што го имале права да вадат нафта од тие локации. Тоа е точно. Исто така, точно е и дека самите нафтени полиња не припаѓале на Венецуела, туку припаѓале на Гвајана, меѓутоа Венецуела со доаѓањето на Мадуро ја има сменето историјата, малку и географијата, како што бугарите пробуваат со нас, и има наредено на секаде во сите мапи да се смени мапата на Венецуела, да опфаќа и тој дел кој што граничел со Гвајана, каде што се наоѓа нафтата и насилно со војска им го одземале. Тоа е место каде што има главно тропски шуми и Гвајана ниту имала силата, ниту волјата да се бори за тие шуми таму и ги оставила да си го земат тој дел. Претходно веќе имало американски компании кои што го држале и од која ја земале таа територија и ја национализирале. И сега американците велат не, па таа наша е. Како и да е, тоа е агресија од страна на Венецуела која што треба да биде адресирана на еден цивилизацијски начин, на еден правен, легален начин, да биде осуден, а не да биде нападната на еден тотално терористички, криминален начин, да биде киднапиран председателот. Мислам, тоа е тотален нонсенс. Тоа е активност во античко време, во бронзена ера, така ги решавале проблемите. Значи, доаѓа Троја и ја киднапира Елена и после тоа ви идат да се тепаат. Значи, тоа е бронзена ера пред повеќе од 3-4 години. Исто така, за крај би кажал дека овој power play кој што Америка го направи, не мислам јас дека ќе постигне некој резултат голем. Може би сум грешка, може би Америка има испланирано точно што ќе прави, може би ќе го уценува и така натака Мадуро или нешто. Меѓутоа јас не верувам дека тоа ќе се случи. Гледаме овие неколку дена како Венецуела се обединува, иако има по некои мали протести кои што се радуваат на ослободувањето од Венецуела, сепак многу поголеми протести има кои што си го бараат председателот назад и војската се мобилизираше. Новата председателка исто така издаде изјава дека борбата продолжува, дека ќе следи истата политика на Мадуро и дека се спремни. Тоа е многу интересно, една статија, тоест изјава која што ја прочитав од еден генерал во Венецуела, кој што вели дека целата нивна тактика се базира на нерамна герилска борба, нерамно герилско војување и тие не се спремни, не се ни насочени на тоа да се борат со Америка во една рамноправна борба, туку тие пред се ќе се повлечат во џунглите и тек потоа ќе војуваат и ќе прават герила напади, а тоа е нешто кое што славно Америка не може да се спротистави и тоа е незината ахилова пета, така да оние апологети на Западот и на оние луѓе кои што се палат на мок ќе за брзо време, според мене, ќе посведочат дека не е тоа толку лесно. Ти можеби можеш да ги окупираш нафтените полиња
во Венецуела, меѓутоа тие ќе бидат константно под еден напад од дронови, од терористички напади и така натака, и тој ќе биде пекол да се заштити, ќе има многу голем број на жртви. Ако овој напад немал жртви американски, немојте да мислите дека иднината во која што Америка ќе окупира Венецуела и ќе црпи нафтата десетици години, дека тоа ќе биде без жртви, ќе биде така меко и мазно, туку тоа ќе биде многу тежок и пеколен пат за Америка, кој што на крај не верувам дека ќе заврши успешно. Мислам дека нема да успеат во тоа, мислам дека ова е само еден циркус кој што го проба и ќе заврши исто како што заврши Русија со Украина, затоа што сметам дека заврши ерата каде што една голема сила може да окупира друга сила, па колку и да е мала, не верувам дека може да се окупира и да се држи така со сила, бидејќи технологијата и начинот на војување е толку многу сменет, да таквите начини на војување и на окупирање се веќе невозможни. Така да мислам дека ова е чист циркус што го прави Америка и дека нема да може понатака да ја окупира или да направи нешто со Венецуела. Ниту пак да си ја врати нафтата, како што таа мисли. Да, ова може би една точка на дебата која што може да ја предискутираме тука. Не знам дали се согласам со тебе, не знам дали не се согласам со тебе, ќе видиме, нели? Мислам дека тоа што САД ќе се обидат да го направат е едноставно да си наложат своји луѓе и своја структура на владење во Венецуела, како што го направија со Украина. Значи, практично направат пуч. Едноставно, од пуч можеш да правиш од два аспекта. Едниот аспект е едноставно да наложиш овие ќе бидат тие што ќе владеат и готово крај. А другиот аспект е дека можеш ти во политичкиот систем да наложиш народните представници кои што не се на страната на твоја страна како империја, да им биде забрането да учествуваат на избори и воопшто да не може да бидат избрани или да немаат политичка моќ. Тоа што се случува во Германија со алтернатива за Германија, тоа што се случува во Украина кога ги забрани сите опозицијски партии практично, кои што беа на страната на русите таму. Мислам дека тоа ќе се обидат да го направат во Венецуела. Едноставно ќе промовираат своји кандидати и кандидатите кои ќе бидат против окупацијата и против заробувањето на Венецуела од страна на САД, ќе се обидат да ги избркаат и да не им дозволат да учествуваат во политичките процеси. Венецуела не сум сигурен колку е обединета, колку силна асабија има, меѓутоа овој напад сигурно ќе ја зголеми асабијата. Дали зголемувањето на асабијата ќе биде доволно силна да едноставно не дозволи САД да им диктираат политички актери, ќе видиме. Не знам, ќе видиме на крај како ќе испадне. Но теоретски, она што го кажа е точно. Модерна држава, која што е со силна асабија и која што е нападната од надворешен непријател, колку и да е јак, ако не употреби јадрени оружје за тотално демотивирање на непријателот, ако одиме со конвенционална војна и окупација, едноставно не може да биде окупиран. Ќе се борат до бесконечност, па САД не може еден Виетнам да го окупираат. Советски сојуз не можеше Авганистан, САД не може Авганистан, сега Русија мака мачи со Украина и така натаму. Значи, едноставно тоа е многу тешко да се направи. Заради тоа што не е идејата на окупацијата ти да идеш и да ги уништиш сите и да земеш само гола земја. Идејата е дека таму има луѓе кои што ја обработуваат земјата, кои што ги работат институциите и така натаму. И сакаш да ги префрлиш да ти бидат лојални тебе. Ама ти ако ја напаѓаш државата, тие прекинуваат да ти бидат лојални тебе. Многу тешко е да ги направиш лојални спрема тебе. Освен ако не им ги замениш елитите со субверзивни активности, како што прават империите на целиот свет, или не ги обработиш со перење мозок и пропаганда. Може тоа да се случи. Едноставно тие се свртат спрема тебе, како што украинците веруваат дека ја бранат Европа од руските орди, така и може да се случи во Венецуела. Дека навистина заробувањето на Мадуро ќе донесе демократија и слобода и напредок и економски напредок во Венецуела. Јас имам уште една порака кон циниците. Нивниот главен коментар е: правото тие, знаеш, особено меѓународното право е не се почитува, па што се ние залудно да го следиме, да го коментираме воопшто кога глупости се тоа, кој е најак тој победа. Совршени правила ниту совршено нивно следење нема. Меѓутоа тоа што го забораваат циниците е дека правото и моралот пред се осврнува на зголемување на зрелоста со цел
луѓето и организациите, на колективите, самите да ги почитуваат правилата и нормите кои што ги подпишале и кои што се согласиле. Значи, не постои закон или правило кој што ќе те спречи ти да бидеш убиец или силувач или дивјак, ако твоето ниво на зрелост е на ниво на живот. Тоа го гледаме кога луѓе од, од Еритреја или од Сирија идат во западните земји и одат силуваат, колат луѓе, се тепаат на улици, се пукаат. Значи, едноставно, нивното ниво на цивилизација од кај што доаѓаат е многу ниско и тие не можат ни да разберат зошто треба да се почитуваат правилата, ти прво не може да ги разберат правилата што значат напишани, а второ не може ни да разберат зошто треба да се почитуваат. Значи, идејата на правото и на моралот е да ја зголеми зрелоста кај луѓето за тие самите да сакаат да ги почитуваат правилата. Контролирањето на туѓото однесување е второстепено. Првостепено е само ограничувањето во однесувањето. Правото и моралот и меѓународното право се основа на своеволево себеограничување со цел поголемо добро за сите, предвидливост и остварување на далекосежни цели. Оноа однесување јас сум сега најак и ќе правам што сакам, доаѓа од многу ниско ниво на зрелост. Со тоа сакам да кажам накратко дека циниците не се во право и дека нивното цинично коментирање ќе доведе до нивно многу голема страдање и страдање на сите. Ова што се случи со Венецуела е практично потврдување на Монровата доктрина во својата суштина. Мислам дека беше сигнал највеќе кон Кина, ама и кон Русија. Не чепкајте ништо во Америките, ние сме тука главни. Инаку Монровата доктрина е практично клучен принцип на американската надворешна политика. Тој е прогласен од претседателот Джеймс Монро во 1823 година. Таа започнува со идејата уште тогаш дека на САД веќе нема да толерираат европска колонизација во Америките, но исто така и ветување дека нема да се мешаат во европските внатрешни работи. Значи, главните принципи на Монровата доктрина се неколонизација кај Америките, значи американскиот континент веќе не е предмет на идна европска или туѓа колонизација. Вториот принцип е неинтервенција, значи европските сили не смеат да се мешаат во независните американски држави. И третиот принцип е одвоени сфери на влијание. САД нема да се мешаат во Европа, или кај Русија, или кај Кина, меѓутоа и тие не дозволуваат да се мешат кај нив. Тоа е Монровата доктрина во нејзината суштина и како што кажав на почетокот, мислам дека овој настане практично повторно асертирање на Монровата доктрина и признавање на различните сфери на влијание. Дека Русија има право да ја има Украина, ако може да ја земе, насилно, дека Кина си има право да се влие во својата околина и ако може да го земе Тајван, ако може, но дека ние во Америките ќе имаме неприкосновено право да правиме што сака. И дека тоа е признавање на доаѓањето на повеќе поларниот свет, зашто се зборува веќе долго време. Така, мултиполарниот свет е добра работа, не е лоша, меѓутоа јас секогаш повикувам индивидуата да превземе одговорност за се што се случува околу него, без разлика дали може да направи нешто или не, во себе треба да превземе одговорност и да не биде навивач, да не биде безрабетник, да не биде паразит, кој што само се приврзува за некоја идеологија или за некоја страна и навива и ги поддржува сите нивни постапки без разлика какви се, затоа што е дел од нив сега и така натака. Како што се оние аргументи дека ние живееме во западен свет, користиме технологија од западот и така натака, од западот, што не е точно дека од западот, а од секаде сега. Кина има многу голем придонес во технологијата и така натака. Меѓутоа, имаат некое верување дека технологијата и удобноста на животот доаѓа од западот и сега заради тоа ние мораме да го правдаме западот, мораме да навиваме за него, а тој што е против, да му речеме иди сели се во Русија, иди живеј во Кина, тогаш што живееш тука во Македонија. Тоа е еден многу гаден, глупав аргумент, затоа што технологијата, без разлика кој ја измислил, припаѓа на сите, слободата припаѓа на сите, без разлика од каде потекнала, демократијата потекнува од сите, не е само грчка, туку е сечива, републиканството потекнува, можеби од Рим или од исто така од античка Грција, меѓутоа припаѓа на целиот свет, слободата припаѓа на целиот свет, вистината припаѓа на целиот свет, љубовта, правдата припаѓа на целиот свет. И тоа не е никаков аргумент, јас ќе си живеам кај сакам, секој може да си живее кај сака и може да биде критичар за која страна смета дека е во криво во тој момент. Така да
Тоа се детски аргументи и јас сакам да апелирам до нашите слушатели да излезат од такви кругови на размислување, кои што им се вртат во главата и кои што им се пласираат во медиумите и надвор, и да размислуваат со своја глава и секогаш да ги гледаат фактите. Значи не да бираат страна, не да следат наративи, туку да следат факти. Амин, свештениче. Од твоја уста во Божји уши. Во уши на слушателите. Да, па Божји уши. Мислам дека ова е добра точка каде што можеме да завршиме денешната епизода. Кратко сиже. Денеска дискутиравме за нападот врз Венецуела и зарубувањето на претседателот Николас Мадуро и неговата сопруга од страна на Соединетите Американски држави, како една гола демонстрација на империалистичка моќ и на асертирање на Монроовата доктрина. Без да ги раскажувам сите точки кои што ги дискутиравме, едноставно ќе кажам дека тоа што се обидовме да го пренесеме е дека цивилизираното однесување се основа на воспоставување на праведни правила и закони за живење и после тоа нивното почитување. Дури своеволево ограничување со цел да се почитуваат истите правила, со цел да се задржи нивото на цивилизација до кој што сме стигнали. Ако цинично коментираме околу ваквите настани, дека најакиот може да прави што сака, тогаш со тоа повикуваме кон распад на цивилизацијата и кон сето тоа што тоа си повлекува. Ние како човештво пред илјадници години сме живееле на многу ниско ниво на цивилизација, дури кога немала цивилизација, и тогаш живењето било секојдневно исполнето со страдање и ужаси. Ако циниците сакаат така да живеат, нека продолжат да коментираат цинично. Ако сакаат да живеат во цивилизацијата која што ја имаат сега, каква и таква е, јас не викам дека е совршена, може секогаш може подобро, меѓутоа ако сакаат да ги користат придобивките од сегашната цивилизација, не сме да си дозволат да оправдуваат кршење на правилата на цивилизацијата. Без разлика дали меѓународното право е слабо, нема кој да го спроведува и така натаму. Тоа е еден збир на норми и правила кои што ги имаме воспоставено после Втората светска војна, после ужасите на Втората светска војна, со цел таквите ужаси не се повторат. Ако вие како циници, тие што не слушаат и се такви, сметате дека треба повторно да дојдеме до светска војна и до такви ужаси и стотици милиони луѓе мртви, повелете, продолжете со таквите коментари. Ете тоа би кажал за сижето. Свештениче, дали имаме некои практични прагматични совети? Имаме, да, јас тоа веќе го спомнав, меѓутоа сега сакам да го повторам. Сакам да апелирам до нашите слушатели да се освестат, оние кои што не се освестени, оние кои што се освестени, браво, и уште повеќе да се освестат, да ја сватат природата на империализмот, да сватат природата на кршење на правилата, на нормите, дека како тоа не е во ред и како тоа мора да се осуди пред се во самиот себе, да не се дозволи во своето размислување таквите активности да се прифатат. Но исто така би сакал да апелирам бојкот на пропагандата, на прозападната пропаганда, да се даде поддршка во своите активности на мултиполарниот свет, да се негува локалниот суверенитет, да се грижиме Македонија да не биде колонија, кога се разговара со пријатели, да се разговара за фактите, да не се разговара за наративите, да не се убедуваш за кој е подобар, кој е во право, туку само да се гледаат фактите, да се гледа вистината, како што кажав, да се поддржуваат медиуми надвор од западна пропаганда, и тоа е тоа, едноставно да се негува критичко размислување, вистинско критичко размислување. Да. Надвор од сечија пропаганда. Таа е западна, таа е кинеска, таа е руска, не е битно. Битно е да се утврдат фактите, вистината да се утврди. Така е. Војната е продолжување на политиката со други средства. Карл фон Клаузевиц.